Македонија да го зачува, унапреди и да продолжи да вложува во образованието, културата и знаењето. Граѓаните одново да ги научат доблестите кои што ја одржуваат заедницата. Македонските политичари по повод државниот празник Свети Климент Охридски упатија честитки до граѓаните со силни пораки за државен просперитет, сплотеност и истрајност до вистинскиот пат за подобра Македонија. Шефицата на државата Гордана Силјановска во својата честитка вели дека преку владење на правото и борбата против корупцијата, како и заемна грижа, треба да ја направиме Македонија пристојно, праведно и достоинствено место за живење. Да ја спречиме фрагментацијата на македонското општество, со тоа што одново ќе ги научиме доблестите кои што ја одржуваат заедницата. Како и во Климентовото време, и нам ни е потребна заедничка, повисока цел, околу која ќе градиме односи и ќе премостуваме разлики. Преку владење на правото и борба против корупцијата, преку социјална правда и заемна грижа, да го обновиме општествениот договор на слободни граѓани, еднакви пред законот, сплотени околу општото добро. Собранискиот спикер Африм Гаши вели дека наследството на Свети Климент е универзална вредност што ги надминува верските и етничките граници и е символ на знаењето, мудроста и напредокот. Овој ден не потсетува дека вложувањето во образованието, културата и знаењето е најсилниот столб врз кој се гради стабилна, праведна и демократска држава. Во тие вредности ја препознаваме заедничката цел, силно, обединето и перспективно општество за сите граѓани. Премиерот на државата Христијан Мицкоски вели дека Климент со својот пример ни покажува дека преку образование се гради и зајакнува иднината на народот. Овој ден не потсетува на важноста да го зачуваме и унапредиме она што ни е оставено како највредно наследство, јазикот и писменоста, да продолжиме да градиме силно општество преку вложување во младите, во знаењето и во културното богатство што не обединува. И председателот на СДСМ Венко Филипче го честиташе државниот празник. Според него, влогот и упорноста на овој светец да ја шири писменоста и во време на прогонства се потсетник дека силата на еден народ лежи во неговата писменост, култура и образование. Наследството на Свети Климент Охридски не потсетува дека истрајноста е решение за секој предизвик и патокос кон напредок. Ние ја продолживме Свети Климентовата мисија и денес македонскиот јазик е еден од официјалните јазици во светот, рамноправен со јазиците на земјите членки во Европската унија, во НАТО и во Обединетите нации. Овој ден е ден посветен на просветата, образованието и културата. Македонците го слават не само како светец, туку и како символ на македонската писменост и духовност. На овој ден многу училишта, цркви и институции организираат свечености во чест на неговиот придонес за културниот развој на народот. Пред споменикот на Свети Климент во дворот на Националната и универзитетската библиотека, што го носи неговото име, свежо цвеќе положи владина делегација, пратеници, како и делегација од град Скопје.